Може би здравјето не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Добре дојдовте во новото издание на Медика Инфо Плюс. Уште еден предизвик да останете во наредниот временски интервал со содржината кое што денеска одбравме како тема на разговор со мојот соговорник во денешниот разговор. Како увертира на сето тоа ќе биде прилогот кој што ќе го слушнете во продолжение, се однесува на една полуинвазивна хируршка метода, станува збор за лапароскопијата, што представува како вовед, слушаме во продолжение. Секое споменување на можна хируршка операција предизвикува страв кај пациентот. Во последниве години класичните операции се повеќе се заменувани со лапароскопија, која се врши преку 3 или 4 дупки во кожата со помош на инструменти кои се воведуваат во телото и овозможува следење на екранот кој е достапно за пациентите. Лапароскопијата е хируршка процедура без хируршки стандарден рез, но инструментите се воведуваат во абдоминалната празнина преку многу мал 5 мм влез, овозможува следење на целиот процес на посебен екран. Ваквиот метод доведува до побрзо опоравување, бидејќи оваа процедура е помалку оперативно травмативна и има веројатност за помали компликации, а со тоа и намалена употреба на антибиотици. Кои се причините за дијагностика и оперативна лапароскопија? Дијагностичка лапароскопија се врши кога е потребно да се најде причината или да се објаснат симптомите на непријатност, пример во карлицата, што не е можно да се утврди при гинеколошки преглед, ултразвук или други тестови. Имајќи во предвид дека голем процент на операциите во гинекологијата се решаваат со користење на лапароскопија, лапароскопијата заживеа како еден од паралелните форми на гинеколошката хирургија. Таа му припаѓа на минимално инвазивните хируршки процедури и има повеќе предности за пациентките. Често камен може да доведе до болести на жолчното кесе во смисла на создавање на акутно или хронично воспаление. Симптомите на болеста може привремено да се отстранат со помош на исхрана и на одредени лекови, но тие ќе се вратат повторно. Често се пратени со потешка клиничка слика. Затоа во таквите случаи се применува хируршко отстранување на жолчното кесе лапароскопски. Компликации при лапароскопијата се можни како и при секоја операција. Во повеќето случаи можна компликација веднаш би се забележала и веднаш би можело да се исправи. Има значително поголем ризик кај лицата со поголема телесна тежина или оние кои имаат други здравствени проблеми. Компликации на лапароскопијата вклучуваат крварење, оштетување на белото црево, мочниот меур, крвните садови и другите органи. Комплетната лапароскопска интервенција се врши под општа анестезија. Исто така голема предност е во тоа што пациентите брзо може да си одат дома по операцијата, а за 15 дена целосно можат да се вратат на своите активности. Ете така имавте можност да слушнете накусо што представува лапароскопијата, за сето поопширно примената на лапароскопијата и кои се предностите на оваа метода, зборуваме со мојот денешен гостин, особено задоволство, доктор Димитар Арнаудов, специјалист хирург. Докторе, добре дојдовте. Добре ве најдов, ви благодарам на поканата, поздрав до сите гледачи на ТВ Мики. Баш ми е драго што ме поканавте да споделам некои информации со пошироката, да речем, народна маса, во врска со оваа метода која што за одредени, да речем, луѓе можда и табу тема, а одредени се доста упатени и често пати кога ќе дојдат кај мене доаѓаат и вика дали може ова лапароскопски да се оперира или слично. Така да има доста и во однос на општата популација контраверзности во однос на нивни ставови, сваќање за тоа дали има бенефит или нема, затоа е тука емисијава секако за да ги расчистиме тие дилеми. Дилеми ги објасниме. Да, така. Так. Доаѓате од општата болница од Охрид, од одделот за хирургија и оваа метода за среќа веќе успешно ја имплементиравте во вашата секојдневна рутина, односно како еден од хируршките третмани кои што ги давате врз вашите пациенти. Така, да. Тоа е бенефитот. Вака, значи како метода ја започнавме во септември 2013 и веќе е влезена во една стандардна рутинска постапка, како да речеме сите останати постапки што претходно се работеле рутински, стандардни, секојдневно. И ево имаме една успешна приказна неколку години со така еден стварно завиден број на оперативни интервенции, успешни секако во 100% од досегашните оперирани случаи. Значи, како метода
можам секако да ја фаворизирам во однос на останатите методи заради тоа што има прво е минимално инвазивна, значи е со многу мала траума врз човековиот организам, врз човековото тело да речам, и затоа и самиот опоравок постоперативен оди многу побрзо, а и согласно искуствата наши што ги имаме во тек на работа и што ги стекнуваме со тек на работа е доста и побрза и поефикасна и побезбедна во однос на во одредени моменти, сакам да кажам, во однос на некои класични процедури некогаш, заради тоа што има подобра прегледност во тек на работа, меѓутоа има и одредени мани за кои што понатака ќе ги спомнам, за кои што сепак во некои случаи класичните операции се супериорни во однос на примената на лапароскопската хирургија. Кажавме дека минимална инвазивна хируршка процедура и што представува накусот докторе, меѓутоа оно што е интересно и сигурно пациентите кои што немале можност да бидат во директна корелација со оваа процедура, е од што се состои апаратот за извршување токму на оваа процедура лапароскопот? Така, лапароскопот е тоа е еден столб составен од неколку елементи во него има. Значи основно да кажам за можда идните пациенти и за општо за да речам за пошироката популација. Во таа процедура не се користи ласер, иако доста често пациентите кажуваат дека дали ласерски може да се оперира тоа, значи ласер не се користи во оваа процедура, има одредени други, да речам, постапки кои што може да помогнат во оваа процедура, кај што имаат одредени, да речам, енергии слични на ласер се користат при операции на црниот дроб и така натака, меѓутоа во најголем дел од случаите ова постапка се користи, значи има еден, да речам, камера, процесор со кој што оптика со која што гледаме во внатрешноста на стомакот додека извршуваме процедурата. Има инсуфлатор кој што е, мислам, основен и најбитен дел од лапароскопот, бидејќи за да имаме простор во стомачната шуплина да работаме, стомачната шуплина исполнуваме со газ CO2 кој што не гори, не го поддржува горењето и не гори, бидејќи користиме струја за хирушките процедури што ги правиме. Значи првично со тој инсуфлатор го јадуваме стомачната шуплина, ја полниме на одреден притисок, да добијаме на еден простор за работа во стомакот. И после тоа влегуваме со останатите порти од надвор фактички, без да влегуваме со раце, без да се изложи внатрешноста на стомакот на надворешната средина, интервенираме и така и ја завршуваме процедурата во колку се оди успешно. Значи покрај инсуфлаторот користиме, кажав, камера, имаме екран голем на кој што имаме визуална представа за внатрешноста, користиме струја за сечење и за коагулација на ткивата додека оперираме. Покрај другото, најразноразни инструменти со кои што клипсираме, ги врзуваме крвни засадови, жолчоводи и слично што е од поголем калибар, во зависност од типот на операцијата. Така да основни се тие, да речам, работи, а за понапредна лапароскопска хирургија, кај што се оперира, да речеме, дебело црево и така натака, се користи хармоничен нож. Исто хармоничен нож има примена во ресекции на црниот дроб и така натака. Сега би кажале, доктор Арнаудов, при кои хируршки интервенции, во кои области најчесто може да се употреби лапароскопската хирургија? Значи, лапароскопската хирургија пионерски е воведена за операција на отстранување на жолчното кесе. Така е започнато уште пред повеќе од 20 и нешто години. Меѓутоа, после тоа, со самата, да речам, со самиот напредок на инструментаријата, на технологијата и техниката на извршувањето на оперативните зафати, е проширено индикационото подрачје. Значи, следниот чекор на индикација во еволутивна смисла, мислам, на лапароскопијата било апендектомијата, значи отстранување на слепото црево, понатака е почнато со гинеколошки процедури, значи отстранување на цисти, стерилизација и така натака, па понатака колектомија, отстранување на дебело црево, на операции на црн дроб и така натака. Значи, во последно време, аз можам да кажам дека бев
пред 2 недели бев на едукација едномесечна во Клинички центар Љубљана и можам да кажам дека во Клинички центар Љубљана 90% од операциите беа лапароскопски, значи изведувани, да, или лапароскопски асистирани, значи можда повеќе од 90% од операцијата се заврши лапароскопски, а финишот или дел кој што не е возможен да се заврши со лапароскопија да се направи со еден мал оперативен рез низ кој што би се извадил препаратот или би се направила некоја минимално довршување на интервенцијата. И токму тоа е тоа што како предност го дава на оваа хируршка интервенција пред класичната, нели, се разбира. Меѓутоа, покрај тоа што лапароскопската хирургија се користи како класична хируршка метода, може да се користи и во смисол на дијагностичка процедура. И тоа може би во случај кога останатите класични дијагностички процедури или се исцрпени веќе сите ресурси, така. Во кои случаи? Во одредени случаи, значи кога не можеме до дијагноза да стигнеме, во одредени случаи кога треба да се земи некоја биопсија, значи не можеме да стигнеме до правата дијагноза за да процениме во колкав екстензитет ќе правиме отворената операција или евентуално идната лапароскопска операција и како да го припремиме пациентот. Во тие случаи се прават експлоративни, значи лапароскопии. При тоа најчесто се гледа состојбата во внатрешноста на стомакот, евентуално се зема биопсија од промени што ќе се видат и после тоа се со веќе востановена дијагноза може да се направи една добра процена за една побезбедна понатамошна процедура, дали отворена или лапароскопска, зависно од наодот што ќе го најдеме. Так. Сега веќе мислам дека е вистински момент, доктор Арнаудов, да ги кажеме предностите, токму бенефитите за пациентите на оваа лапароскопска хируршка процедура во однос на конвенционалната класична хирургија. Така, значи лапароскопската хирургија, првата и главна основна предност е тоа што е поврзана со минимални резови, со минимална, да речам, траума на зидот на стомакот, кој што дава една помала постоперативна болка, побрзо опоравување. Втора предност е тоа што самата стомачна празнина не се изложува на надворешна средина, цревата и сите стомачни органи постојано се во својата домашна средина, да речам, додека се извршува операцијата и постоперативната таа пареза или поспаност на цревата која што често оди со одредени потешкоти, овдека е надмината и многу побрзо се надминува, да речам, многу побрзо се надминува таа состојба и многу побрзо пациентите се враќаат во нормална исхрана, во нормално добивање на столица постоперативна. Таа една од огромните предности во однос на класичната. Втората предност е, значи, не прави прираслици во внатрешноста на стомакот, тоест ги прави минимално во однос на класичната, каде што по должина на резот обично може да се залепи некој црево или некој дел од внатрешноста на од стомакот, кој што понатака може да направи некаков преплет на црева или слично. Друга предност која што би можеле да ја кажеме... Брзата рехабилитација на пациентите со самото тоа, да. Да, и пократкиот престој во самата болничка установа, што е бенефит и за докторот, побрзо, да речам, и за докторот и за установата, побрзо ослободува кревет за следниот пациент, а и пациентот секако подобро се осеќа дома, да биде во, да речам, секако во добра кондиција постоперативно, за разлика од класичните методи што буквално во одредени ситуации каде што, тоест во најголем дел од ситуациите се екстензивно се во најширока смисла се сечи зидот на стомакот и постоперативно не може да се исправат, не може да напнат, да се накашлат, а при оваа метода значи се влегува во стомачната празнина со порти кои што се просто кажано цевчиња со шило на крајот, со кој што влегуваме внатре и малтене ние не повредуваме мускулот, зидот на стомакот, тоест минимално само проаѓаме низ зидови од мускул, низ зидови од стомачниот, низ делот зидот од стомакот и не уништуваме, не деструираме, да речам, комплетна структура која што е врзана со интегритетот на зидот на стомакот. Така. Меѓутоа, дали постојат, докторе, некои одредени недостатоци кај оваа процедура, затоа што вака кажувајќи, навистина атрактивна за пациентите и сигурно поверување заради токму незината минимална инвазивност. Меѓутоа, постојат ли состојби при кои што не може да се изведува или не се практикува лапароскопска операција?
Прво, предоперативно треба да се направи добра процена дали е пациентот кандидат за лапароскопска хирургија од неколку поводи. Во принцип, дебелината, значи конституционалниот хабитус, да речем, на самиот пациент не е, да речем, многу битен за дали може или не може лапароскопска операција да се изврши. Најосновна и најбитна работа е, значи, да нема некои проблеми или обструктивни заболувања на белодробието, бидејќи во тек на операцијата при самата инсуфлација при зголемувањето на интрастомачниот притисок доаѓа до подигање на диафрагмата и без тоа, ако самиот пациент има нарушена плукна значи функција, може да дојде во тек на операцијата до отежната вентилација од страна на анестезиолозите. Често пати знае и тоа да е контраиндикација доколку немаме добра вентилација на пациентот или да не ни дадат индикација, тоест да одиме класично да ги оперираме, обично често тешките бронхитичари, астматичари и слично. Уште во сам старт кажуваме дека може да би пробале во колку може да го поднесе тој стомачен притисок. Меѓутоа постои секогаш веројатност процедурата да биде прекината и да се продолжи со класичната. Значи тоа е веќе предоперативно се спремни пациентите дека може да во колку има проблем со дишењето ќе промениме, ќе конвертираме, да речам медицински кажано, од лапароскопска во отворена, а има одредени ситуации кај што си имаат индикација пациентите со добра плукна функција, меѓутоа во тек на интервенцијата во колку не сме во можност добро да визуализираме, во колку има силни прераслици во внатрешноста од некои претходни операции или процедури, или во колку има некој некои состојби како крварење или слично кои што не можеме да ги идентификуваме од каде се или буквално самиот визус на полето ни го затварат, не можеме да гледаме, тогаш правиме една хитна конверзија, значи отвараме во класична метода и во тој момент е класичната операција, значи супериорна во однос на лапароскопијата, затоа што тогаш веќе го имаме онај друг сенс на допир, на значи кој што самата сигурност и комфорт за пациентот, така. Значи во лапароскопијата го немаме осетот на допир. Со тек на време, ево јас сега веќе осеќам дека и иако од надвор преку инструмент ги допирам структурите, веќе почнам да стекнувам допир каков квалитет на структура допирам, тоа со тек на работата се стекнува, меѓутоа сепак не истиот осет како кога при отворено кога се работи, кога ќе се допрат крвни садови, не пулсира, може буквално многу по-суфициентно да сме сигурни во тоа што го работиме. Дали, докторе, постојат одредени процедури и протоколи кои што мора да се изведат од страна на самиот пациент и од вас како хируршки тим пред да биде изведувана лапароскопијата? Каква подготовка бара? За таа метода не мора некоја посебна подготовка, освен што кажав, за да одредиме каков степен на некоја плукна на инсуфициенција има пациентот или ако има веќе претходно верифицирана астма или хроничен бронхит или некакви претходни дали пулмонални заболувања што оставиле трага врз пациентот, евентуално значи правиме плюс спирометрија за да го видиме капацитетот на плукното крило, на плукните крила, а иначе другите се истите, буквално истите стандардни предоперативни исследувања што ги правиме, како и за сите процедури, значи тука е една малце поширока лабораторија со одредени параметри што ги бараме, еден рентген на плуќа, интернистички преглед и анестезиолошки, вообичаени, да, апсолутно. Значи за лапароскопија само кај поризичните категории, за евентуално да добијаме некаква индикација и сигурност во работата, правиме спирометрија само тие по дополнително. Дополнително, да. Би направиле тука кратка пауза, доктор Арнаудов, за воведот кој што го имавме за денешната тема која што одбравме да зборуваме за лапароскопијата како минимално инвазивна хируршка процедура која што од особено задоволство на пациентите може да биде изведувана, изведувате и во општата болница во Охрид вие како тим хирурзи, институцијата од каде што доаѓате, а за кои состојби конкретно се изведува лапароскопска хируршка процедура, ќе зборуваме во продолжение. Ве покануваме со таа цел, драги мои, да останете во продолжение со денешната Медика Инфо Плюс. Мој денешен соговорник е доктор Димитар Арнаудов, специјалист хирург. Зборуваме за лапароскопијата. Во продолжение имаме прилог од нашите генерални спонзори, стоматолошкиот центар доктор Батковски, и овој пат со одличен прилог, совети и сугестии како подобро да се грижите за состојбата на вашите заби. Веднаш потоа и палетето на производи за оваа недела од Биокосмос, продавниците за здрава храна. Продолжуваме понатаму со разговорот, затоа останете со нас.
Добар ден, почитувани гледачи, вие сте со ТВМ телевизија и го следите најновото издание на емисијата Инфомедика Плюс со колешката Ирена Трајковска. Ние се јавуваме повторно од светот на здравата храна од продавницата Биокосмос тука во нашиот град и овој пат ќе добиете малку повеќе информации за тоа какви производи можете за најмладите да набавите во продавниците на Биокосмос. Со мене е тука Христина и таа ќе ни открие што све, како што кажав, за најмладите, кога станува збор барем за здравата храна, можете да го најдете во светот на здравата храна во продавницата на Биокосмос. Едно добре дојде да ја посакам на Христина, како што кажав, ќе зборуваме денес за најмладите и што се тие можат да најдат тука. Нивните родители, проче. Па, одлучихме за ова искрено да кажам 2-3 збора, затоа што многу од младите мајки сега не се сигурни што све може да му дават на своите деца, а и кога им е нешто советувано, се прашува дали воопшто го има кај нас во градот такво нешто, затоа да можеме да ги запознаеме со одредени артикли кои што може да се дадат и од самиот почеток кога бебето ќе почне да зема дохрана. Така. И нормално за поголеми деца како имунитетски што е добро да се дава за децата. Како за најмладите, најпрво ќе почнам од житариците без глутен, кои се препорачливи многу од не само од нас, него и страна на докторите за бебињата да се започне со безглутенска храна поради појава на алергии. Така да Биокосмос им нуди безглутенска храна од хелдини зрна, оризови снеголки, тоест и од просо снеголки. Тие се не мора да се обработуваат, може директно да им се дават како кашички да се спремаат во вода, во млеко мајчино или било како. Меѓутоа нормално со тоа им се додава им се зголемува хранивата вредност на самите оброци и самите оброци добиваат на. Да, затоа што се што се безглутенски се и органски исто така и може да се мешат и со одредени брашна, како од хелда брашното, кое најчесто мајките му го додаваат и во овошна каша може да се додава. Кај нас го има и репус, може да си земат и како репусно малце да проба дали може да го користат и дали ќе го сакаат да го јадат, така да се додаваат во овошни каши како зголемување на железото, нормално за нутритивната вредност да се појачи. Доста е битно на најмалите да им се дава и железо. Хелдата е една од прилично богата со железо, меѓутоа тука е амарантот кој е помалце познат, а е доста богат со железо. Амарантот е како семе всушност, се користи, се готви, се приготвува како житарка, односно како зрно житарка, сака варење, мора тоа да се обработи. И амарантот може да се направи како каша, да се изблендира, а за поголемите дечиња веќе кои се година и натака можат и така да се од која ќе е веќе термички обработен. Да, и доволно е да се додаде една банана, една праска јаболко, било што нешто и се добива така наречен подигни, што се викаме пошто густо се готви како каша. Сега може исто така кај најмладите да се користи киноата. Киноата е доста позната по својот богат протеински дел, односно таа си е богата со и минерали, меѓутоа најпознато е тоа што протеините ги има исто како и кај месото. Едино растение кое е замена за месо. Така да може да му се даваат на малички деца кои веќе 6 месеци имаат и може да се приготвува исто со варење. Киноата исто како амарантот, со тоа што киноата сакат помалце варење, побрзо се приготвува. Оно што е веќе тоа, ова е кажано како за помалите дечиња. За поголемите може да се користат и прашкаста форма, односно да се додава во млекото какао со мед, со малтекс на место за сладувач или чоколадно да се направи млекото. Го имаме тука органското какао, кое е 100% органско и зрната се тука, кои можат поголемите деца и да ги загризат и да ги јадат со мед измешани за да не им горчи. Така да добри се за додавање во исхраната и магнезиум и железо од страна како што е богато какаото. Така да многу производи во Биокосмос може да се најдат за најмладите и да ги упатиме кога ќе дојдат самите муштери. Меѓутоа воглавно да ги запознаеме со производи кои веќе ние ги имаме. Тие мајките знаат и нормално се едуцираат на интернет, меѓутоа не се запознаени со тоа дали ги имаме и ги. Така и како може да ги користат. Да.
Христина, ми останува ти се заблагодараме за овие информации. Почитувани гледачи, ето за најмладите, исто така место каде што можете да ги задоволите вкусовите и на вашите деца, секако продавницата на Биокосмос. Вие ќе се видиме во некоја наредна прилика и повторно ќе зборуваме за останатиот дел од производи кои што се наменети секако за најмладите, а можете да ги најдете тука во продавниците на Биокосмос. Ендодонскиот третман всушност се изведува кога настанува воспалување или инфекција на меките ткива во забот, односно на нервот на забот и представува лекување на самиот нерв. Воспалението на нервот на забот може да настане од редица причини, било тоа да е длабок кариес, повеќе повторувани процедури врз самиот заб, некои откршување на забот, оштетувања, траумата исто така може да биде фактор, дали поради прекин на дотокот на крв во самиот нерв или некои пукнатини настанати на коренот на забот кои што не мора да бидат видливи со голо око, а последица на нив имаме подоцна некаква болка или потемнување на забот и секако индикација дека треба да се лекува нервот на забот. Доколку се остави воспалението нетретирано, може да доведе до болка, до појава на оток и секако компликации како појава на гноен процес на врвот на коренот на забот. Овде доаѓаме до следното прашање, тоа е што е гранулом и како се третира. Грануломот всушност е онаа компликација од воспалението на нервот на забот и се дефинира како едно ограничено гнојно жариште на самиот врв на забот и постојат две методи на лекување во зависност од нормално големината и од она што очекуваме од терапијата. Може да се лекува оперативно со апикотомија, односно терапија на отсекување на врвот од коренот заедно со грануломот и може да се лекува конзервативно, односно ендодонски со претходно споменатата метода на лекување на коренските канали, што се состои од едноставно отстранување на нервот, проширување на каналите, континуирано испирање на каналите, нивна дезинфекција и тродимензионално полнење на каналите, пошто се очекува целиот тој процес да се смири. Често ни доаѓаат бремени жени кои што имаат болка, треба забот да се лекува и нормално со прашања дали кај бремени жени е индициран или контраиндициран овој третман. Во една нормална бременост не еден стоматолошки третман не е контраиндициран, се додека не се употребуваат некои апарати кои што имаат зрачење, како што се рентген апаратите. Во некои случаи, каде што е неопходно да се направи рентген анализа кај бремените жени, треба да биде со дигитален рентген апарат, а останатата процедура на лекување на забот, вклучително и анестетик после третиот триместар од бременоста, е апсолутно индицирано и може да се изведува. Дали чувствуваме болка при овој третман е исто така едно често прашање. Затоа што кога ќе речеме умртвување на нервот, тоа некако звучи травматски, секако треба апсолутно да го исклучите стравот, затоа што постојат
многу начини на анестезирање и начини на исклучување на болката при овие третмани. Постојат две методи на лекување, дали тоа ќе биде во една сеанса, односно во една посета лекување на забот или во повеќе посети, секако дека во првата посета се става анестетик и лек кој што понатаму го доумртвува нервот и секако наредните посети се без болка. Евентуално во наредните денови по полнењето, дефинитивното полнење на забот, може да се јави известна нелагодност, меѓутоа сето тоа е краткотрајно и може лесно да се елиминира со аналгетици, односно со лекови против болка, секако во консултација со вашиот ендодонт. Секако дека лекувани заби не значи за секогаш излекувани, може да се повтори затоа што ова е бактериска инфекција и може да има заостанати бактерии и да се јави повторна болка, така што доаѓаат пациенти кои што на рентген диагнозата утврдуваме дека забот е веќе умртвен, меѓутоа има бројни причини зошто може повторно да се јавува болка. Во минатото стоматологијата се развива, меѓутоа порано немаше толку многу методи на новитети во работата и постојат многу неоткриени канали, невидливи со голо око или криви канали кои што терапевтот не успеал да ги проводи до крај. Денес со денешните методи, со денешните дострели во стоматологијата, постојат ендодонски микроскопи со кои што се работи при ваков третман на ендодонција и тие невидливи канали се веќе воочливи и може да се третираат и тие. Кривите канали, секако дека има веќе многу типови на ендодонски игли кои што ги пробиваат и средства за испирање кои што дозволуваат да ние достигнеме до обработката, да извршиме до врвот на коренот и секако тука се апекс локаторите, односно мерачи на должината на каналите, затоа што ние практично работиме, ендодонцијата се работи на слепо, работиме нешто што не го гледаме, работиме многу често само со тактилен осет, меѓутоа овие мерачи на должината ни потврдуваат дека сме на вистинската длабочина на каналот и да го обработиме до крај, за да нема вакви последици. Затоа и на прашањето дали лошо третираните ендодонски заби може да бидат повторно лекувани, секако дека да, постои ревизија, односно ретретман на ваквите заби кои што може би заради остаток на бактериска инфекција може да јават повторно инфекција на врвот на коренот, гнојно жариште и со отстранување на старото полнење и повторно проширување и полнење на каналите може да се направи преизлекување на забот, затоа што модерната стоматологија се е насочена кон зачувување на секој еден заб, доколку постои можност за тоа, спротивно од една древна стоматологија кога и најмалку заболен заб се вадеше. Сега тоа значи се избегнува, ова е во секој случај поевтина метода за пациентите затоа што секој зап е вреден во устата. Кои се знаците што укажуваат дека треба да се јавите на стоматолог и ви е потребно ендодонско лечење на забот, односно лекување на нервот на забот? Првично тоа е болката, дискомфорот, болка при џвакање, болка при допир на забот, може би потемнување на забот, вие да немате болка, тоа може да е последица на постепено умртвување, некротизирање на нервот, така да едно потемнување на забот може да е знак дека треба да се лекува, пулсирачка болка на забот, осетливост на топло и на ладно и секако појава на некаков оток
во устата и во поретки случаи дури има лаксаност. Како и да е, заболувањето на нервот е непријатно искуство за секој пациент, а самото лекување треба веќе да биде со новата стоматологија и со можностите за анестезирање пријатно чувство, пријатно искуство, не треба да го исклучите стравот и при секој симптом дури значи да не ги изоставувате вашите контролни прегледи, затоа што целокупното здравје на човекот доаѓа од здравјето во устата. Продолжуваме со нашиот разговор со мојот денешен соговорник, доктор Димитар Арнаудов, специјалист хирург. Докторе, доаѓате од Општата болница од Охрид. За денеска одбравме темата лапароскопија. Неинтересна минимално инвазивна хируршка процедура која што наидува на се поголема имплементација кога станува збор за хируршките третмани, заменувајќи она класична хирургија, конвенционална, токму заради незината минимална инвазивност, заради брзата рехабилитација на пациентите и уште неколку предности кои што при самиот крај од нашиот разговор ќе ги кажеме. А би сакала да зборуваме сега, докторе, за најчесто изведуваната можеби лапароскопска операција, која што е лапароскопско отстранување на жолчното кесе, а чина ми низ разговорот кажавте дека токму лапароскопијата како метода е воведена можеби воведена за таа намена. за таа намена. Така, почеток. нешто повеќе за ова примена, намената е применета како за експлоративна, значи само за да се направи еден визус без никако. Таа е била како некоја, да речем, диагностичка лапароскопија. Да. Тоа било во раните години, пред 30-40 години, меѓутоа понатака е заклучено дека може со таа метода да и се нешто доусоврши така. да се доусоврши нешто терапеутско да се примени. Значи најшироко применувана во целиот свет и кај нас ево во хируршкото оделение, тимо значи хирузи при моето оделение заедно со мене, значи сите комплетно изведуваме лапароскопската холецистектомија, која што одавна е во светот воведена и во Македонија, сакам да кажам, затоа што таа метода е релативно стара во светот, меѓутоа на нашите простори е релативно нова, меѓутоа сепак поминати се повеќе од 15-20 години од кога веќе и во Македонија се има искуство, материјал за искуство, така. Апсолутно, да. Така да, значи холецистектомијата, тоест отстранувањето на жолчното кесе, пошто како прашање од многу пациенти, како прашање кое што сум го добил многу од пациенти, сакам да кажам сега дека при таа метода значи се отстранува комплетно жолчното кесе и е еднаква во однос на финалниот исход, еднаква на конвенционалната. Значи се вади жолчното кесе, соодветно се подврзуваат тие крвни садови и тие жолчоводи кои што треба да се подврзат. Жолчното кесе со се камењата во него се вади надвор. Значи некои прашуваат, ама зашто и жолчното кесе не ми го извадите? Јас на тоа наидувам со реакција дека буквално исто како и при класичната и со лапароскопската се вади целото жолчно кесе и дека нема ништо помалце нешто што ќе направиме во однос на другата, има предност, тоа што ги набрав претходно предностите, така да, значи при таа метода мислам дека има многу подобро заради самата локализација на жолчното кесе. При таа метода многу по-добро и полесно се визуализираат тие елементи кои што се релативно ситни, се работи за елементи милиметар 2, 3, 4, кои што со оптиката се зголемуваат и буквално на екран ги гледаме многу поголеми, посигурни, што подврзуваме, што легираме и кога отстрануваме, значи имаме подобар пристап од страните на за жолчната кеса да извадиме, така да мислам дека оваа метода е супериорни ден денес за операција на жолчно кесе и златен стандард буквално во цел свет. А останатите методи кои што може да се работат лапароскопски, има доста одредени установи кои што се со, да речам, мала скепса, да речам, или сомнеш во однос на златен стандард, дали да се воведи како златен стандард метода за пример отстранување на дел од дебелот црево при малигни заболувања, при бенигни. Меѓутоа има примена и во гинекологијата, Апсолутно, и во гинекологијата има примена. Значи буквално и во урологијата секако, значи да не ја занемариме, ево во Словенија каде што бев до пред некое време, значи видов доста процедури
во пауза, да речем, отидов и на уролошки процедури да видам како прават нефректомија, значи отстранување на бубрек, отстранување на простата, како прават хистеректомија, значи во гинеколошки оддел отидов како прават буквално комплетно отстранување на матката со јајниците, со се комплетен радикалитет, отстранување на жлездите при, да речем, малигни заболувања, кој што, да речам, порано беше мислена именка тоа да се направи лапароскопски, меѓутоа денес со новата технологија и со новите инструменти кои што се воведени во оваа метода е се подостапна и полесна за изведување на по-екстензивни оперативни зафати. Би кажале во временска детерминанта колку во просек, докторе, трае лапароскопската операција? Дали скратува на време во однос на конвенционалната? Да, значи можам да кажам дека скратува. Прво затоа што кај конвенционалната додека се отвори зидот на стомакот, додека се затвори се губи одредено време, а тука тоа оди многу побрзо и пократко. А и заради подобриот визус, поголемата сигурност при работата, мислам дека дефинитивно, значи, ево, искрено, лично, јас и дел од хирурзите во мојата болница имале фантастични искуства со изведување на лапароскопска холецистектомија, која што траела, мислам, најбрзата 17 минути, што е нешто, да речем, искрено, феноменално брзо. Да. Што, да речеме, при класичната, само да се отвори, да се стигне до жолчната кеса, можда би одзело време 10 до 12 минути, уште да се затвори уште 10 до 12 минути, значи само да отвориме и да затвориме стомачната празнина при класичната би ни зело повеќе од 20-25 минути, а при, ево, неколку имавме лапароскопски холецистектомии што траја помалку од 20 минути, што се, да речам, голема предност и за тимот и за анестезија, значи пократко е изложен на анестезија пациентот, а и тимот побрзо може да се заврши обврска да ви спремен за следната операција. Меѓутоа, дали постојат, сега кажуваме сите позитивни бенефити на оваа процедура, дали постојат одредени компликации кои што би можело да се предизвикат во однос на како последица на лапароскопијата? Така, мора да се каже, значи, и тоа. Некогаш во одредени ситуации, тоа веќе последниве години се смалува на се помал процент, заради тоа што се воведува, да речам, нов тип на камери, high definition, кој што се уште се зголемува прецизноста на визусот што го има во тек на работа, се смалуваат компликации, меѓутоа се уште пошто зема поголем замав процедурата, сепак нивото на компликации пак стои на одреден промил. При тоа често ево кај лапароскопска холецистектомија, да речам, најчести се компликациите при повреда на главниот жолчовод, кој што, да речам, после тоа може да има понатака сериозни последици кои што се решливи, хируршки, меѓутоа се решливи со отворена, со конвенционална хирургија, не со лапароскопска. Така да, сепак не е супериорна, да беше супериорна конвенционалната нема да постоеше, ќе се работеше само класична, само лапароскопска. Меѓутоа, затоа ни е тука конвенционалната да ни се најди. Токму и во случај, како што кажавте, доколку одредена хируршка интервенција која што е изведувана лапароскопски тргне по некој поинаков терк од очекуваниот, веднаш во истиот момент конверзија, да, и сме спремни затоа што тоа сме го изведувале години уназад и мора да се држиме и во кондиција добро е на одредено време така и некоја класична се направи пошто да не се заборави, да не се заборави секако, да. И за постоперативната состојба на пациентот после оваа операција, чинам дека и кажавме низ нашиот разговор, значи тоа е минимална инвазија која што не бара повеќе дневно хоспитално лекување на хоспитализација на самиот пациент, така и колкав е периодот на рехабилитација подоцна за да се врати лицето пациентот врз вообичаените секојдневни активности? Значи, пациентите секако зависи и од самиот хабитус на пациентот, меѓутоа, за разлика од класичната, значи, при лапароскопската хирургија обично вечерта доаѓаат пред оперативниот зафат, сабајлината го изведуваме и утредента, најчесто утредента или за утредента ги пуштаме дома, што да речеме при класична изведување на операција на жолчно кесе, минимум 4-5-6 дена така останува кај нас на оделение.
Значи, отприлика просечно една ноќ после операцијата лежат на оделение, а во одредени центри веќе во светот, да кажам, по нов тренд е така, уште вечерта да ги пуштаат. Значи, всушност и 1:3 е така, преполовен во однос на времето на период, рехабилитација, во однос на мобилизации, тој секако заради анестезијата, заради X други причини, оставаме барем 24 сати после процедурата мониторинг, така. Да имаме мониторинг, утреден да ги стануваме, воколку се осеќаат добро, во принцип воколку немало потешкоти во тек на изведување, значи ако сето тоа одело глад, самата операција одела глад, значи ги пуштаме утредента, воколку имаме некој минимален сомнеж, и задржуваме уште еден ден, евентуално на обсервација. Преска во однос на негативностите, значи, или можеби имате некое следно прашање во однос на негативностите. Да, слободно би можеле да напоменеме, тоа е можеби... Ми текна, сега случај можда да не заборам покасно да кажам, значи, една од работите кои што единствено ги тишти, значи, ајде да кажам, можда 20% од пациентите е болка во грбот, која што имам читано најразлични студии зашто се јавува и веројатно по медицина базирана на докази или по некои клинички студии се работи веројатно заради истегнување на зидот на стомакот, истегнување на диафрагмата и заради тоа ја чувствува таа болка во грбот. Дури често пациентиве не осеќаат воопшто никаква болка во зидот на стомакот од местата каде што е вршена интервенцијата, повеќе имаат болка во грбот него болка во стомакот или болка во зидот од стомакот. Али тоа не е повеќе од 20 до 30% од пациентите. Обично дента попладнето имаат некоја мала епизода на болки во стомакот, утредента минува и кога одат дома се скоро без болка и деновите до вадење на конци кои што ги вадиме конците седмиот ден од операција ги минуваат малтене без аналгетика да земаат нешто плюс, што е предно за разлика од класичната каде што се сечи мускулниот слој на зидот на стомакот, се можда 2 до 3 недели поврзани со примање на аналгетици и не се во можност да се движат соодветно и да се мобилизираат постоперативно како при лапароскопската хирургија. Кажавте дека имате веќе интернационално свежо искуство од вашите колеги во Словенија, па би направиле тука доктор Арнаудов компарација до каде сме ние во Македонија? Ги пратиме ли светските трендови, се држиме ли на светското ниво на што се работи во светот, еве скоро сите револуционерни методи во здравството се имплементираат. Така. Тоа е за пофалба. За пофалба е така. Почнуваат кај нас, секако во поголемите установи. Јас, значи, во Словенија бев во клиничкиот центар, кој што е секако на повисоко ниво од нашата општа болница. Ние сме сепак општа болница. Меѓутоа, кога ќе гледам во однос на републичко, на државно ниво, процедурите што се извршуваат во клиничкиот центар Љубљана, можам да кажам дека тој тип на процедури се извршуваат и во Скопје, во клинички центар во Скопје, меѓутоа можда по број на операции со лапароскопска индикација се малце повеќе. Може би затоа што и бројноста на жителите е поголема, така? Па, не би рекол, компаративно сме тука така со Словенија. Меѓутоа, мислам дека тие имаат, веројатно ради условите што ги имале на времето, може да имаат порани почетоци со лапароскопската хирургија, и заради тоа имаат можеби поголема смелост за да загризат да почнат некоја. Но во секој случај за пофалба е вашиот ангажман и секупната заложба на хирурзи како тим. Целиот мој, да речам, целиот тим колеги мои што работиме заедно, бидејќи хирургијата е тимска работа и значи ниедна процедура не може да се воведи никој самостално, бидејќи сам хирург не може никогаш да обстани. Тоа е општо тимска работа и ние како тим значи имаме големи успеси во лапароскопската хирургија, така да ги поканувам пациентите кои што имаат некои потешкоти или некаква индикација може да поставена од страна на интернисти или некакви дилеми или прашања во однос на некаков перспективен оперативен зафат. Сето на што не го одговоривме денеска во денешната Медика Инфо Плюс. Така, да се јават кај нас во хируршкото оделение Охрид и може секако да добијат и совет и консултација дали се кандидати или потенцијални кандидати за лапароскопска или класична хирургија и така натаму.
Докторе, чинам дека се колку што дозволуваше времето одговоривме општо да објасниме за нашиот телевизиски аудиториум што представува лапароскопијата и поблиску да објасниме дека токму оваа револуционерна метода, заменувајќи ја полека класичната хирургија, значи завзема се поголем размер и е веќе применувана во општата болница во Охрид од токму вас како тим хирурзи кои што за особено задоволство ги имаме. И мене задоволство беше што денеска, значи, ви имав за мој соговорник во Медика Инфо Плюс, што одвоивте време покрај професионалниот ангажман да не удостоите со вашето присуство и ќе имаме, се надевам, можност повторно на некоја друга тема да зборуваме. Секако ви благодарам на поканата. Тука сум за разговор на сите теми што се поврзани со мојата, да речам, хируршка пракса и би можел да одговорам, да им е појасно, бидејќи мислам дека здравствената култура во едно општество е основна и базична и порано да би пациентите дошле на доктор, да се прегледаат и секое рано откривање на одредени состојби има да речам огромен бенефит и за пациентот и за докторот и за целиот здравствен систем, заради тоа е многу битна здравствената култура. Така. А со вашите емисии мислам дека го допринесувате за подигнување на нивото на здравствената култура. Благодарност до вас. Моје особено задоволство денешен гостин во Медика Инфо Плюс доктор Димитар Арнаудов, специјалист хирург. Зборувавме за лапароскопијата, а до вас покана за наредната Медика Инфо Плюс. Доколку тука беше соодветното место да најдете дело, да одговорите на прашањата кои што се однесуваат на вашето здравје, затоа што може би здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Пријатна вечер.